Од 3 до 20 години затвор им се закануваат на Али Ахмети и интегративците, ако се остварат неговите закани дека ДУИ нема да дозволи поставување на гласачки кутии за локалните избори. Лидерот на интегративците од Липково испрати порака дека ако се допре или промени законот за јазици, тие нема да дозволат одржување на изборниот процес во октомври. Евентуално исполнување на оваа најава би значело дека Ахмети ќе го прекрши членот 158 од кривичниот законник. Таму во став 1 се вели дека тој што се употреба на сила, сериозна закана или на друг начин оневозможува или спречува одржување избори или гласање, или го оневозможува или спречува објавувањето на резултатите, ќе се казни со затвор од најмалку 3 години. Во ставот 2 е дополнето дека ако тоа се направи со употреба на оружје, експлозивни или други опасни направи, како и со примена на насилство кон 2 или повеќе лица или во организирана група, како и на 2 или повеќе избирачки места, ќе се казни со затвор од најмалку 5 години. Легитимно право е на политичка партија да учествува или да не учествува, да ги бойкотира или да не ги бойкотира изборите. Превземање на действија, не само најава во тој случај, но превземање на действија во насока на спречување на одржување на избори или како што вие велите, таа изјава изворно не сум ја прочитал, ако се работи за спречување на поставување на изборни кутии, точно е казнимо по член 158, доколку се употребува е казнимо со најмалку 3 години, доколку се употребува насилство, оружје, тогаш е на ниво на казна за убиство, односно е најмалку 5 години со горната граница од кривичниот законник во 20 години. Функционерите на ДУИ може да сторат тешки кривични дела и доколку им се закануваат на своите членови да не гласаат на изборите. Адвокатот Јанаки Митровски вели дека тоа е казниво со член 160 од кривичниот законник, каде што исто така е предвидена казна од најмалку 3 па се до максималната од 20 години. Доколку пак ДУИ или било која друга политичка партија оди до таму па и со употреба на сила и присилба и да ги своите активисти и членови да ги присилува да ги бойкотираат изборите, односно да го употребуваат или да не го употребуваат своето право, тоа представува злоупотреба на избирачко право што е казнено по член 160, која не носи истата казна, односно најмалку 3 години или ако се користи насилство и такви насилни мерки е најмалку 5 години затвор. Без закана дека нема да дозволат поставување кутии на избирачките места, но со порака дека можеби нема да учествуваат на локалните избори, излези потпредседателот на ДУИ Бујар Османи. Според познавачите, причината за ваквата реторика на интегративците е тоа што нивниот рейтинг е во слободен пат, особено откако Артан Груби заврши на црната листа на САД, а потоа заработи кривична пријава за тежок во милиони криминал, пошто избега од државата. Поради избегнување да се соочи со правдата во бегство е и поранешниот директор на лотарија Прпарин Бајрами.